надлежниот јавен обвинител ме информираше дека за околу саат до 2 и формално ќе го завршат увидот, кој трае веќе втор ден. И во најбрз можен рок потоа ќе излезат со нивниот извештај. Процедурата е, тие даваат наредби до другите надлежни институции, од обдукција до Министерството за внатрешни работи. Обвинителот ми рече дека ќе им даде многу кратки рокови, веројатно 5 дена за секоја институција да одговори од својата надлежност по нивното добивање, значи на тие сепаратни извештаи, ќе излезе тој со свој збирен извештај, во кој ќе се види дали прво што е причината за пожарот и второ дали за тоа евентуално има и некаква човечка грешка. Значи во овој момент сме во оваа фаза. Знаете, предпоставам за последната одлука на владата на Република Северна Македонија да прогласи 3-дневна жалост на територијата на целата земја и да повика и странска експертиза да помогне за овакви специфични настани и специфични пожари. Од сето она, вие тоа го знаете, го следите од вчера наомо нон-стоп, од сето она што го чув и од одговорниот во противпожарната екипа, за само неколку минути изгорел целиот објект. Што е само по себе основа за анализа. Меѓутоа, тоа е работа на надлежните институции. Ние имаме доволно стручни кадри во сите овие институции кои се инволвирани во ова, наречам, повеќе слој на истрага. Ја не се сомнам дека за кратко време ќе ја знаеме вистинската причина. Ова што сакам да јавно да го кажам во овој момент, до овој момент, бидејќи имаше и такви шпекулации. Јас ова утро разговарав на пример со претседателот на Словенија, Пахор, кој ме праша исто. Има различни шпекулации дека е можеби подметнато, дека има врска со 30 години независно, дека има некакви конспирации за тоа. До овој момент нема никаков индикатор дека ова е направено намерно со цел да се постигне некаква друга политичка цел. Меѓутоа, велам, тоа е во овој момент и се разбира, тоа ќе ви го каже денеска или наредниве денови надлежниот јавен обвинител. Она што го прашував, колку легла биле пополнети од тие што биле на располагање, мислам дека од сите легла на располагање 8 воопшто не биле пополнети, сите други 26 чинам се биле пополнети и во моментот пред или во моментот на избивање на пожарот има уште 4 или 5 медицински лица, сестри и доктори. Многу е тешко да се каже дали се тие меѓу овие 14 тела кои се на судска медицина, затоа што ова што го добив последно од судска медицина е дека денеска, веројатно можеби утре најдосна, ќе биде завршена обдукцијата на сите 14 тела, меѓутоа потоа почнува постапката за утврдување на причините и идентификацијата на луѓето, значи кои се луѓето. Во овој момент ние не знаеме кои се овие 14 лица. Затоа во текот на денешниот ден ме информираше еден од надлежните, ќе се повикани роднини на тие што лежеле тука, сите, да дадат крв и да дадат други да речем друг материјал за идентификација кој ќе им помогне побрзо да ја завршат таа работа, бидејќи идентификацијата на лицата, јасно вие со оглед на се што го гледате, една страшна несреќа дека оди тешко и ќе оди тешко. Затоа се бара и ваков тип на помош. Значи не можете визуелно од прва да видите за кого станува збор. Она што знам за граѓани прашувате, она што знам е дека граѓани помагале едно 7-8 луѓе да се извлечат преку прозор од внатре од просторијата во која избил пожарот. Не сум чул дека биле внатре. Тоа ќе го прашате директорот на болницата. Ја би апелирал во додатна одговорноста, не затоа што сакам да избегнам одговорни на такви прашања, меѓутоа во додатна одговорноста да оставиме да помине некој ден, да ги видиме сите овие првични наоди на истрагата и се разбира и објективна, и субјективна, и политичка, и морална, и секаква друга одговорност ќе бараме, бидејќи станува збор за трагедија незапаметена во државата со децении и наназад. Во овој момент надлежните институции треба да одговорат и на тие моменти, на тие работи, тие прашања. Но јас мислам дека се уште рано. Мислам дека се уште рано и немаме ни 24 сата од кога изби пожарот. Дали ќе барате оставки? Не. Ако се потврди дека е сепак до... Па јас инсистирам секој пат инсистирам да има одговорност. И морална, и политичка, и субјективна, и објективна, каква и да има, да се научиме на тие работи, меѓутоа не можам да тврдам во овој момент, бидејќи навистина не знам дали постои основ за таква одговорност. Она што го знам е дека во што фокус временски период мораат сите надлежни органи, ние како држава во целина мораме да реагираме брзо, да направиме темелна истрага и да излеземе со извештај во кој никој нема да има сомнеш.
Во таа смисла го поздравив понудата која владата денеска ја прифати од странски меѓународни експерти со репутација да дојдат тука и да видат што се ние работиме, за да нема сомнеш дека некој нешто прикрива или не сака нешто да истражи потемелно и до крај. Да постои понуда од неколку држави членки на НАТО алијансата, од, да не ги именувам, од најмоќните во Европа, да помогна со стручна експертиза во тој дел. И мислам дека тоа ќе се случи, нивното доаѓање би требало да се случи најверојатно во следните 48 часа.